Господ да те казни тебе, Несрин. Несрин, ја познаваш ли женава? Таа е мајка ми, Мехмет, нема проблем, гледај си работати. Значи тука работиш, Џунејд. Сега ми е јасно зошто не кажуваше каде да работиш. Мамо, Змија си ти. Ти му најде работа, нели? Несрин, Колку безобразна, колку нечесна девојка си била ти. мамо, жити Господ не викај, работно место ми е ово. Ќе викам ако сакам. Колку пати ти кажав да не се гледаш со овие, а? Што се случува овде? Вака, дошла мајка му на Џунејд тука. Добро, ама зошто вика жената? Мамо, види, овој човек ми е газда, не прави проблемите, молам. Не, ќе правам проблем, сине. И оваа нечесничка нека ја избркаат од работа и тебе. Мамо, зошто вика женава, не разбирам. Сиротиот Хикмет, поради овие две не виде бел ден, почина човекот. Вие не ги познавате. Мамо, уште еден збор ако кажеш, нема да ме видиш повеќе. Господ нека те казни тебе, Фатма. Ти и ќерка ти ни отворивте големи проблеми. Мамо, оди, ајде, оди. Несрин, Вака, господине Керим, ни остана на нива од дедо ми, па нивата моја препиша на татко ми и стрина ми Ханифе поради тоа полудела. Тогаш жената е во право, значи има неправда овде, нели? Мислам, нормално е да се нервира. Во право сте. Ние и онака сакавме да ја продадеме нивата и да ги поделиме парите. И мајка ми така мислеше, ама стрина ми и Ханифе никако да го свати тоа. Сине, остави ме, пушти ми ја раката, ајде. Абе, пушти ме. Мамо, што сакаш да направиш? Ти сакаш да ме избркаат од работа? Ти што бараш со таа проклета Несрина, а? Зарем немаш гордост, а, сине? Поради таа девојка те обвини, а рекоа дека си крадец. Мамо, доста веќе. Направив една глупост, свесен сум, моја вина беше и не ми го плескај секој пат в лицето. Ти ништо не направи, Несрин те натера. Абе, јас го направив тоа. Јас го направив затоа што премногу ја сакав, затоа јас го украдов ланчето, сакав да ја усреќам. Престани веќе. Сине, ти не си такво дете, не би направил такво нешто. Направив, мамо, ете го направив тоа. Направив, девојката не е виновна, разбираш ли? Јас го украдов тоа ланче. Сине, не вели така, не се обвинувај себе си, таа девојка те натера. Види бе, мамо. Види, мила моја. Ти не сакаш да веруваш, ама откако излегов од затвор, Несрин повторно ме фати за рака. Таа ме донесе овде, рече дека сме братучеди и ме вработија овде. Сине, таа девојка е змија, само ти не го гледаш, тоа и тие луѓе каде што работите, инаку нема да ја дозволат ниту да помине од тука таа. Мамо, немој да доаѓаш уште еднаш. И онака тешко е да се најде работа, не сакам да ја изгубам поради тебе сега. И немој да ја напаѓаш Несрин каде што ќе ја видиш, те молам. Добро ли? Добро. Те сватив јас, сине. Нема да те вознемирувам. Абе, мамо, не го мислев тоа сега. Многу добро сватив што сакаш да кажеш ти. Мамо! Мислев дека си во работната канцеларија. Излегов малку на чист воздух, мамо. Керим. Синан си оди вечерва. Вечерва си оди, а? Ако продолжи вака, ќе се растори целото семејство. Што се случи, Керко, ти поверува ли? Да. Ој...
Ај, леле, Несрин, како измисли толку лаге, бога ми, јас се зачудив, леле, каква си? Зарем јас ги измислив? Джунейд ги измисли и ете продолжив јас. Што направи Ханиф? И жената е многу опасна. Жал ми е дури. Жал ми е за Джунейд што има таква мајка. Ајде бре, што ќе го жалиш Джунейд? Види, мамо ќе те убијам, немој да дозволиш тој никаква с тебе да те излаже. Погледни ме ти мене. Зарем ти изгледам на глупава? Сум го придобила Керим, зашто ми е Джунейд? Не знам. Слушај ме сега ти, треба да се оддалечиш од тоа дете. Оди изборувај отворено со него. Види, Керко, дечкото почна да мисли дека навистина ќе бидеш со него. Немој така да правиш, немој. Добро велиш, убаво кажуваш, ама ланчето, кај мене, ми се заканува со ланчето. Како да зборувам? Не знам. Слушај ме сега ти. Не може, Керко, јас синоќа сватив дека детето многу те сака тебе, зарем би отишол да му кажа на газдата, блефира. Што ако не блефира? Не ме нервирај. Не сред детето почна да мисли. Вие двајца ќе се венчате, знаеш ли? Добро, ама не можам да се вовлечам во неволја. Не знам, јас не сред, не ме нервирај. Детето почна тоа да го мисли. Леле, не трескај те, молам. Седни тука, смири се. Нема такво нешто. Јонака пред малку лошо се однесував со него во бавчата. Ми се досади бога ми од неговата љубомора. Добро, тогаш нема проблем. Сега вака ќе направиш, Керко, ќе одеш и ќе му кажеш со добро дека не го сакаш. Добро ли, Керко? Ама ти ќе бидеш внимателна, нема најнаш така да му го кажеш тоа, не се знае што може да направи. Ако ти направи нешто на тебе, јас нема да можам да живеам, Керко. Нема да можам. Ај, мамо, преувеличуваш. Добро, не се знае што би направил Джунейд. Љубоморен е, многу ми досадува, ми вика, ама не би направил ништо лошо. Епа не знам јас, Керко. Јас немам доверба во никого. Разбрали? Нека помине малку време, ти направи си некаков план, нека го избркаат од работа. Керим нема да те одбија тебе, не го заборавај тоа. Ајде. Може би Акиф нашал нешто врска со Селда. Ај, Синан, немој да одлучуваш веднаш. Имаш и испити. Ќе дојдам за испити, дадо. Или можно е таму да се запишам. Дефинитивно се однесуваш како дете, Синан. Јас дете? Само поради нервозата кон Несрин се однесуваш вака. Глупаво е да ја сваќаш така сериозно. Дадо, тато да ја ценеше Нестрин повеќе од тебе, ти што би направила? Не е во ред така што мислиш, Синан. Добро, јас не го одобрувам тоа што те удри татко ми, но и ти си ја фрлил вработената во базен. И тоа однесување не е во ред, да знаеш дека не е. Не сакам да се расправам. Сакам што попрегу да се заменам. Синан, ние сме твое семејство, зошто се однесуваш така? Како да сакаш да избегаш од нас? Погрешно си сватила, дадо. Јас само сакам да се оддалечам, малку да се одморам. Разбирам. Нема да можам да те убедам. Не сакам да си оди син ми одовде. Децата едно по едно се оддалечуваат од мене. Семејството ми се растури веќе. Треба да се оддалечам од Несрин. Децата треба да бидат покрај мене. Не можам да се откажам од Несрин. Не можам без неа. Зошто се брзаш? Зошто сакаш да си одиш? А денеска или утре ќе си одам, баба, морам. Му вела ми јас да не се брза, но не сака да ме слуша, баба. Ајде, ти оди спремај се. Каде? Нели ќе одевме во џамија? Нема што да се спремам, ми треба само шамија ми треба, ти ќе ми дадеш. Ајде. Синан, ако не сакаш, не мора да одиш, сине.
Сакам да си одам, бабо. Ќе ми недостасуваш најмногу. Ајде, бегај. Мајка ти ќе те недостасува најмногу. Како и да е. Да ни се збогуваме сега. И онака вечерва одиш. Добро. Бабо. Не само мама, туку и тато ќе ми недостасува. Повелете? Ти благодарам. Фала ви на вас. Пријатен ден. Убав ден. Би дошла ли на јадење со мене туба? Да си ја пробам среќата јас. Бабичко? Ајде, одиме ли? Пред да излеземе треба да зборувам со татко ти. Немој да овкаш веднаш, нема да трае долго. Почекај тука. Добро. Хало, Джим. Здраво туба, како си? Добро сум, ти како си? Добро ете, фала ти, работно ете. Сакав нешто да те прашам јас. Да, што ќе ме прашаше? Ако си сега слободна, би дошла ли заедно да јадеме? Многу би сакала, ама имам договорено веќе, бога ми. Договорено, штом си се договорила, ќе оставиме за друг пат, може. Ќе одам во џамија со баба ми. Не можам сама да ја оставам. Сакате јас да ве однесам? Добро. Но преправај се дека си дошол случајно, добра? Зошто? Дали го сега тоа, подоцна јас ќе ти раскажам. Добро тогаш. Ќе ти се јавам кога ќе стигнам во близина, кога ќе бидам. Добро. Добро. Ајде се гледаме. Керим, син ти ќе си оди. Не е во ред што не зборуваш со него. Мамо, ако се повлечам, што ќе биде со мојот авторитет, си размислила? Добро, Керим, нема да те убедувам. Се надевам нема да се каеш. Мамо, што сакаш да направам? Кажи ми да одам да му се извинам на синан? Јас ништо не велам, сине. Ти ми рече не. Јас ти реков добро. Ти сакаш да се чувствувам виновен, така ли, мамо? Не. Не сакам, ти и онака веќе се чувствуваш виновен. Треба да направам нешто. Да се сретнеме да пиеме кафе. Сигурно не ми се заканува залудно. Треба да биде под моја контрола.
Ало? Зехра? Здраво, јас сум Силда. Што е? Што сакаш? Да се сретнеме да пиеме кафе. Ти навистина си се исплашила. Не сакам да се видам со тебе. Ми исклучи. Бога ми се исплашила. Навистина се исплашила. Сега преостанува да ја кажам вистината на мајката на твојот син, Селда. Ке ти се уништи животот кога ќе ти го земе твојот син од раце. И машти кога ќе ти изврка од дома да видиме дали ќе се чаламиш уште толку многу. Баба, јас викнав такси. Мехмет имал работа, требало да купува некои работи, па затоа... Добро си направила. Што бараш ти тука? Такси сте викнале, така? Леле, каква случајност? Да, случајност. Залудно не рекле дека светот е мал. Секако? Повелете. Госпогица Туба, зошто ми купивте подарок? Не знам, унака. Пред некој ден видов дека плачеш во бавчата. Колку што знам, мајката е болна. А ти мораш да работиш и не можеш да си покрај неа. Многу си тажна поради тоа. Мајка ми ни купи кога бевме мали. Музичката кутија му дава спокој на човекот. Ни рече дека добро ќе ни дојде кога ќе бидеме тажни. Потоа некако многу ни се допадна и ние ја купивме на мајка ми. Значи музичката кутија е како традиција во оваа куќа. Семејна традиција било. Семејство кое никогаш не ме прифати мене. Каде си, сине? Зошто не ми кажува за своето семејство? Мојот син е кајнив. Сега ако ја прашам, ќе ми се налути, ќе помисли дека сакам да го видам син ми. Ај, Господе, сакам да го видам син ми. Те молам да го видам син ми пред да умрам, те молам.
Да ја кажам ли дека сина не нејзин син? Очигледно е многу тажна. Ова е голема одговорност. Ако ја дознае вистината, ќе му се уништи животот и на синан. Господе, што ќе правам, да ја кажам ли? Ипек решила да не ми зборува, значи. Кој е сега? Молам, Ало, здраво, Хандан, Бурак е. Бурак? Да. Пред некој ден се сретнавме кај мајка ми. А, да, синот на Зехра. Да. Од каде го најдам мојот број? Ти ми рече треба да те најдам и јас те најдов. Батали го сега тоа. Да одиме јас и ти на вечера. Извини, Бурак, но имам малку работа јас. Да се сретнеме утре. И утре имам работа, извини. Треба да ја исклучам сега. Синан, каде? Треба да се сретнам со некои пријатели, тато. Овој глупак се уште те вознамирува, а? Тој е син на газдата, не зборувај така. Те молам, не зборувај. Ма што да правам, чудно те гледа и не можам да се воздржам, да бидам искрен. Види вака, Џунет, нас ни е многу добро тука. Сите пари што ги заработуваме ни се во джеп. Не плаќаме фактури, не плаќаме кирија. Поради татко ми, господја Селда и господин Крим многу добро се однесуваат. Не би сакала да ја изгубам оваа работа. Добро, од нервоза понекогаш кажувам глупости и тоа е, што да правам. Не, ама искрено не ја бива вака. Видите, молам, колку е часот, а ти се уште не си почнал со работа. Не работиш како што треба, ма плата земаш, си земаш плата. Нема да ја најдеш ваква работа. Не може да продолжиш вака. Поради тоа немој да се расправаш со газдите и гледај си ја својата работа. И сега навистина многу ме навреди, бе, Несрин. Хандан, зошто не доаѓаш? Знаеш во каква состојба сум и ме оставаш постојано сама. Јас зарем ти реков дека ќе дојдам, Селда? Не, ама знаеш сега во каква состојба сум, не треба да ме оставаш сама. Знам, но... Ама нема не, Хандан. Ке полудам наскоро. После 18 години ја најдов ќерка ми, ама не можам додам да ја видам. Ќерка ми ме мрази мене, не можам на никого да кажам и не знам што да правам. Те разбирам, Селда. Не можам веќе да издржам, ќе одам да ја видам, ипек не. Добро, оди да ја видиш, Селда. И таа нека дојде, нека каже дека сина не си наише. Синам вечер ке си оди. Каде оди? Кај Берен. Добро биднало, требаше да се оддалечи малку.
Извесно време Ајше нема да го најде. Треба да ја кажам на Ајша кој знае колку е таа тажна. Кој знае таа колку тажи по својот син. Навистина ми е жал и за неа. Жал ми е, Хандан. Жити Бога, Селда. Не можам да се расправам со тебе. Ке зборуваш со Ајше и тогаш ке ги измешаш сите работи. Знам како е, Хандан. Многу е тажна жената. Секако дека знам, Селда, знам. Но скапо ке платиш за тоа. Ајше веднаш ке оди кај Синан. Синан ке те мрази тебе исто како што те мрази Ипек. Керим ако дознае ке те напушти. Туба и Берен сигурно нема да ти простат за тоа што си го направила на нивната сестра. Сакаш ли тоа да го доживееш, не ми е јасно. Кога веќе ми исклучуваш, исклучи и секретарката. Бабо? 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 Бабичко? Добра ли си, бабо? Молчи, девојко. Не ме оставаш намиран, не молчиш. Дрр. Лиле, што да правам, како да влеза во транс? Помислив да не се случи нешто, се загрижив. Ништо не се случи. Ајде ти излези. Добре, јас се помолив, ке излезам сега. Ај, Господе, ти нас чувај не. Да не оди по погрешен пат, Господе. Господе, да не се растори семејството на син ми. Дај му спокој на моето семејство. Ти си голем, Господе, те молам. Таа лоша девојка како црн облак се шета околу нас. Господе, те молам, спаси не нас од таа девојка. Те молам, Господе, те молам. Те молам, Господе, те молам. Те молам, те молам, Господе, те молам. Те молам. О, кратко траеше молитвата. Баба ми се занесе, се моли за целото семејство, доволно е тоа за се. Така ли? И јас сакав да влезам внатре. Имам една желба. Каква желба? Не, ако ти ја кажам, нема да ми се оствари. Баба ти рано излегла. Господјо, брзо излеговте. Те со сајате ли да се молам, сине? Ајде да си одиме што побрго, сакам да си поседам малку со Синан. Како така, зарем ништо не најде? Бога ми не најдов Несрин. Оваа Селда не оставила никаква трага. Штом не најде, зошто ме викна тука мене? Ти не грижи се. Јас се ќе средам. Штом нема никаква трага, ние ќе измислиме нешто. Како ќе го направиш тоа? Заедно со тебе ќе направиме. Ако ми помогнеш, ние ќе успееме. Ти така успеа да го излажеш и газдата. Што и да побараш ти, тој ќе прифати. Мислеше дека не можам да го придобијам, нели? Бога ми, јас така мислев. А валда ти е. Несрин, треба да дадеш нешто како гаранција за тоа што јас ќе го направам. Верувај ми ти мене. Колку пари сакаш, толку ќе ти дадам. Само кажи. Не, јас не верувам само на зборови.
ќе ми ги дадеш парите и јас ќе ги разведам Селда и Керим. Нема да те вмешам тебе во оваа работа. Ти ќе бидеш многу наивна девојка. Керим така ќе мисли. Добро, ама јас сега воопшто немам пари. Ќе најдеш, Несрин. Јас многу добро знам каков ѓавол си ти. Алу, да не заспа? Добро, ќе ти дадам пари колку што ќе побараш. Ама само ако ме излажеш. Само ако ме излажеш, ти кажувам. Не. Јас не сум таков глупак. Подобро постојано би работел со тебе и би победувал наместо еднаш да ги земам парите и да се тргнам настрана. Јас веќе треба да одам. Уште нешто. Кога ќе речеш дека Керим не се разведува, јас би дошол и би ги измешал сите работи. Наскоро имам едно убаво изненадување за тебе. Какво изненадување? Ќе дознаеш наскоро. Ајде, чао. Акиф, Акиф. Ај, 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 ај. Ај, ај. Ај, леле, ај, ај. Бабичко, добро ли си? Ми отекоа нозете. Не можам да одам повеќе, ај. Леле, мила моја. Джим, можеш ли да почекаш малку? Добро, тука сум. Види вамо. Татко ти, ако го види ова дете тука, ќе направи проблем, знае. Биди тивка, баба ќе слушне. Ќе слушнал. Што бараш ти тука? Многу ми фалеше, па дојдов да те видам како си. Види вамо, не трескај глупости. Одговори ми како што треба, што бараш тука? Слепа ли си, слепа ли си? Работам. Леле, навистина ли? Ај, леле, многу се израдував, Джим, машала, машала. Добро, тоа значи дека можеш сега да се изнајмеш куќа. Што збориш? Што трескаш глупости? Куќа, велам, Джим, куќа. Испразни ја куќата, јас ќе продадам таа куќа. Колку пати сум ти рекол да не ја отвараш темата за куќата, а? Прекини да ми ги тестираш моите живци. Доста, бре, ајде. Со месеци ништо не рековме, многу си досаден, бога ми, ајде излези од куќата, јас ќе ја продадам куќата. Доста бе! Ми се здосади од тебе и од твоето однесување, Фатма, значи више ми се здосади, преку глава си ми дојдена и ти и таа твојата ќерка сте ми преку глава дојдени, разбираш? Фатма! Мехмед! Што се случува тука, што правите? Господјо Туба, ми се заканува дека ќе ме убие, господјо Туба, јас го барам тоа што е мое. Нема да ја продадеш куќата, добро ли? Немој постојано да кажуваш за тоа, не ме нервирај. Джем, добро, смири се. Да, ќе се смири Джем. Джем не може да се смири, господица Туба, болен е, тој болен, психички е болен. Види ваму, молчи! Джем. Господица Туба, нема да му се допадне на господинот Керим што дошол тука, Джем. Не знам дали знаете вие, но Джем многу не малтретира нас поради тоа, знаете, тој многу не малтретира. Господја Фатма, Джем дојде поради работа тука. Немој постојано да го мешате татко ми во своите семејни проблеми. Ако имате некаков проблем со Джем, одете во малото, изборувајте, решете го тоа. Што е ова, зарем мојот татко е ваше обезбедување?
Во право сте. Ај, Господе Боже. Ипек, будна ли си, керко, ти донесов чај од липа? Од сабајле еден куп чајави ми донесе мам. Нема да ме нарекуваш веќе мамо. Уште од првиот момент кога те зема врака в болница, не те гледав како туѓо дете, душо моја. Тоа да го знае, се додека сум жива, ќе биде тоа така, душо моја. Имав потреба од оваа куќа. Животот те тера се да направиш, немаше каде да одам. Замисли мајка ми. Мајка ми кога дозна дека сум бремена ми рече дека татко ми ќе ме убие. Ми рече да си одам. Ми рече да си одам, но да не ја кажам каде сум. Си отидов. Не го кажувам тоа онака. Навистина немаше каде да одам. Мајка ми имаше една роднина. Ми дозволи да останам кај незе додека се породам. Не кажа каде сум. Дори ни на мајка ми. Добра, таткото на синте? Вереникот. Тој отиде во странство. Требаше да собере пари за свадба, но не се врати никогаш. Потоа, преку една медицинска сестра од болницата, се запознав со Хандан. Сестра и на госпоѓа Селда, таму каде што ти работиш. Замисли, светот е мало. Некоја нејзина другарка не можела да роди машко дете, но многу сакала. Таа беше посредник. Ми даде многу пари. Јас прифатив за да не останам на улица, душо. Си помислив дека ќе имам куќа и син ми ќе биде на безбедно. Мислев ќе го надокнадам местото на син ми со девојчето што ќе ми го дадат. Би се лутиш ли за тоа што го направив тоа поради пари? Не. Не ти се лутам. Си била безпомошна. Ти беше многу добра мајка за мене. Јас и се лутам на жената што ме родила. Таа не била безпомошна како тебе. Таа само за да може да си ужива отишла и го дала детето на друг. Тоа што го направила, таа е себичност. Не вели така, ќерко. Кој знае каква мака имала? Мислам дека немала никаква мака. Можела да си го остави мажат. Јас да и се јавам ли сега? Ки се јавам, се разбира, ќерка ми е. Како ќе се смириме ако не ја побарам, морам да го сторам ова. Ипек, кога ќе се смириш малку, зборувај со мајка ти, ќерко.
Таа не е моја мајка. Синан ли е? Не. Да и ми не е. И бек. Не му се лути на Синан за тоа што те избрка. Не ме праша кое е моето вистинско семејство. Ако дознаеш кои се тие, ќе дознаеш каде е син ти. Зарем не те интересира? Многу ме интересира. Но нема да прашам. Ти кога ќе сакаш, тогаш ќе ми кажеш Ипек. Добро ли? Ај леле, јадењето ќе ми изгори. Вечерва ќе биде твојата последна мирна ноќ дома, Селда. Би сакала да те видам кога жената ќе дојде да го земе својот син од тебе. Вечерва заминувам во странство, Ипек. Извесно време ќе ме нема. Внимавај на себе. Синан си оди ли? Те боли ли? Ништо, не ме боли многу. Ако сакаш да одиме во аптека, може би ќе дадат некоја маст. Што ќе им кажеш на твоите кога ќе видат? Не знам, мама, сигурно нема да кажам дека го истебав. Не ме сваќај погрешно. Не го кажав тоа за себе. Само не сакам да имаш проблеми со твоите. Нема потреба да се грешиш, Ипек. Јас по своја желба дојдов, не ме донесо со сила. Ајде да јадеме нешто, гладен сум. И јас. Треба да ја кажам на мајка ми дека сина не нејзиниот син. И без да земеш пари си сами на джим. Но срамота е тоа, зарем ќе земам пари од тебе, Туба? Ако направиш така, нема да се качам во твоето такси. Добро, остави го сега тоа на страна, ајде. Знаеш што, денес не можевме да јадеме заедно, се сеќаваш? Јас не се сеќавам дека ти ветив, господине. Јас сметам дека ти мене ми вети. Што ќе правиме? Добро, но не може утре. Добро, ти кога ќе можеш, тогаш ќе одиме. Да ти кажам од сега, јас не знам такви скапи ресторани, но ако сакаш чисто и вкусно јадење, ќе дојдеш кај мене. Предпоставувам дека многу сакаш да јадеш. Тетка ми кажа дека готвиш многу вкусни јадења. Така си е. Дојди да ти готвам и тебе. Дојди кај мене. Се извинувам, Туба, онака јас реков, може и надвор да јадеме. Не, нема проблем, можем и дома да дојдам. Чекај, сериозна си? Ќе ги спремам највкусните јадења за тебе, навистина ти велам, највкусните јадења ќе ги сготвам.
Селда? Болно да не си, добра си? Не, Зошто си легнала во ова време? се чувствував малку уморна. Синан ќе излегува уште малку, знаеш, нели? Ај, како заборавив јас на тоа. Ипек ќе ми ја каже вистината. Не би сакала да ме види тажна. Мамо? Сакаш да си го видиш синот? Многу би сакала. Но не ме праша. Што знам. Не сакав да помислиш дека трчам по син ми и да се растажуваш, Никев. Зарем би помислила? Тоа е твое право. Всушност, ти не го познаваш. Го познавам. Синан. Синан е твојот син. Внимавајте на себе. Не удривте главата никаде, така? Не, сине, не. Само коленото малку го удрив. Синко, ти благодарам. Со лесно, тетко. Не можам да ги земам парите, сине, не можам. Ама зошто? Нели ме сметаше за своје чедо? Значи, синот е мој син. Душа моја. Колку е убав. Колку добро срце има тоа дете. Мамо, треба да ти кажам нешто јас на тебе. Синан вечер ќе оди во странство. Вечерва ли? Вечерва ли ќе оди? Да, Треба да се видам со него. Морам да го видам него, мора да го видам. Мора да го видам. мамо, почекај, мамо! Мамо! Камо и ние да дојдовме до аеродром? Нема потреба, дадо. Штом стигнеш таму, јави ни се, сине, добра? Секако, мамо. Нема да се задржиш многу, нели, сине? Не знам. Синан. Не можеше да го одложиш. На ова патување, мислам, наеднаш. Некако одлучи да си заминеш. Леле, Господе! Чекај, не бегај! Мамо! Мамо, почекај! Мамо!
Мамо? Мамо? Што и направи на мајка ми? Што и направи? Ипек, јас ништо не направив. Ништо не направив. Брза помош! Брза помош! Мамо! Мамо! Викнете брза помош! Синан, Мамо! Синан, Мамо! Синан. Мамо, викнете брза помош! Мамо!